Од овој месец и официјално во Македонија почна да се исплаќа паричниот надомест за глувост. Во Тетовско има околу 100 лица со целосна оштетеност на слухот регистрирани во Сдруженијето за глуви и наглуви лица, кои треба да се стекнат со правото на овој додаток. Но како што ни изјави од Сдруженијето, нивните членови се уште не добиле потврда за стекнување на правото на паричниот надомест, бидејќи иако ги поднеле документите до Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Тетово, имаат потешкоти за закажување преглед кај соодветната комисија. Имено како што не информираше председателот на Сдруженијето Хуснија Хамзич, глувите лица треба да закажат преглед преку Мој термин во Заводот за рехабилитација на слух и говор во Скопје. Поради големиот интерес на глувите лица во Македонија, закажувањето на термин оди малку поспоро. Но добрата вест е што, како што потенцираше Хамзич, на подносителот на барањето ќе му се исплатат сите месечни надоместоци, ретроградно до датумот кога за прв пат поднесол барање до Центарот за социјална работа, а без разлика кога ќе го добие потврдниот наод и оценка за степенот на глувост од соодветната комисија. Со измените и дополнувањата на Законот за социјална заштита, предвидено е од оваа година глувите лица да добиваат месечен паричен додаток во износ од 4000 денари. Правото на додаток за глувост се обезбедува за глуво лице со потполно згасната слушна перцепција на 26 годишна возраст, чиј вид и степен на попреченост е утврдена со наод, оцена и мислење на надлежен стручен орган. Глувите лица ќе добиваат 4000 денари месечно, а висината ќе се усогласува со порастот на трошоците за живот за претходната година, објавени од Државниот завод за статистика во јануари за тековната година. Инаку со воведувањето на додатокот за глувост се проширува категоријата на лица кои добиваат парична помош од државата. Од минатата година почна да се исплаќа додатокот за слепило и за мобилност, а од годинава, освен додатокот за глувост, парична помош ќе им следува и на лицата со квадриплегија и на самохраните родители кои сами ќе одгледаат дете со посебни потреби.